Дејноста на Ивановски била во функција на потребите на обединетата за развивање на нејзината активност сред македонската емиграција, како и во интерес на политичките определби на комунистичката интернационала. Имено како израз на наведените и други околности, во 1934 година, во материјалите на 4-тиот конгрес на Македонскиот народен сојуз во Америка, била објавена теоретската студија на Васил Ивановски под наслов «Зошто ние македонците сме одделна нација». За разлика од веќе наведените статии, кои имаат антидогматски дух, оваа статија е пишувана во духот на Сталиновата теорија за нацијата. Во неа, во 6 точки се наведени аргументите за постоењето на македонската нација. И тоа: прво, постоењето на потребната територија, тоа е Македонија. Второ, економската целост на Македонија. Трето, одделен македонски јазик. Четврто, постоењето на соодветни карактеристики, нарави, обичаи, игри, песни и ора и други народни умотворби, различни од тие на другите народи. Петто, племенскиот карактер на нацијата. Македонската нација не е создадена од едно племе, туку, како и другите нации, од делови на различни племиња. Шесто, соодветен историски, културен и политички развиток. Од наведените 6 точки посебно внимание привлекуваат две: за јазикот и политичкиот развиток. Во врска со јазикот се вели: јазикот на луѓето што ја сочинуваат македонската нација е словенски со особен дијалект македонски. Тој јазик е заеднички за нив. Разните провинцијализми во македонскиот јазик се неизживеани остатоци од некогашната родовска и феудална раситнетост на Македонија. Меѓутоа, провинцијализмот на тој јазик се покрива од еден општ македонски и словенски дијалект, по кој секој би го разликувал македонецот од србинот, од бугаринот, од русинот и од секој човек од која и да е друга словенска нација. Провинцијалните остатоци во јазикот уште не се ликвидирани, дури и во најразвиените нации, а камоли во македонската нација, која што е национално поробена, не е организирана во своја национална држава и уште не се изградила свој литературен јазик. Оваа констатација на Васил Ивановски во периодот меѓу двете светски војни од чисто теориска, но би рекле и филолошка гледна точка, звучи авангардно. Додека во тоа време во објавената априлска резолуција на ВМРО Обединета, што е всушност резолуцијата на Комунистичката интернационала за македонската нација и јазик, постојат дилеми дали македонскиот јазик може да се нормира како литературен. Кај Васил Ивановски таква дилема не постои. Тој не само што го објаснува неговото постоење, туку ги објаснува и причините за неговата самостојност. За својата дејност, како македонски патриот, борец за правата на македонскиот народ за културно-национална и државна самостојност, Васил во 1937 година во Бугарија бил осуден на 5 години затвор. Тоа е почеток на нова страница во неговиот живот. Во Бугарија е суден 3 пати, во 1937, 1942 и 1949 година. Вкупно во сите 3 судења е осуден на 32 години, од кои одлежал 11 години. За македонската публицистика и воопшто за подигнувањето на македонската историска култура и свест, особено значење има осудувањето на Васил во 1942 година. Имено, во март-април 1943 година, од затворот во Пловдив, во затворот во Скопје, биле префрлени 80 бугарски политички затвореници, меѓу кои бил и Васил Ивановски. Во тоа време во Идризово биле преместени уште 160 македонски политички затвореници од затворите во Скопје, Куманово, Велес, Гевгелија, Прилеп, Драма и од други места.
Концентрацијата на толку голем број политички затвореници на едно место била одлична прилика за образовна и друга дејност. Политичките затвореници особено внимание обрнувале на подигнувањето на своето општо образовно и идејно-политичко ниво. Меѓу многобројните теми била и темата за проучување на историјата на Македонија. Предавањата по историја ги држел Васил Ивановски. Поради големиот интерес за предавањата на Васил, политичкото раководство на затворениците решило изучувањето на македонската историја да стане задолжителен предмет за политичките затвореници во Идризово, а со нив да се запознаат и политичките затвореници во другите затвори во Македонија. Затоа било решено предавањата да се систематизираат во соодветен текст, што ќе се испрати во градскиот затвор во Скопје, во затворот во Битола, како и до раководството на Народно-ослободителната борба во Македонија. Еве што пишува за сето тоа познатиот македонски револуционер и публицист Димче Хаджимитрески. Излагањата на Васил за македонското револуционерно движење има импресивно значење. Се дојде до идеја тоа негово богато познавање на оваа материја, драгоцено за нашиот млад македонски кадар, кој имал оскудно знаење од оваа област, да се стави на хартија. И така, Васката ја започна таа благородна, но многу макотрпна работа. Тој диктираше, а еден политички затвореник од собата, македонец, Ташко Филипов од Ресен, кој имаше одличен ракопис, бележеше, без разлика дали беше ден или ноќ. Трудот за македонското национално прашање Васката го заврши во затворот за релативно кусо време, иако беше прилично обемен, составен од 12 глави. За сигурност на операцијата, на вратата од келијата беше направена шпионка. Кога се работеше, за да не изненади полицијата, на шпионката наизменично дежураа двајца затвореници. Тоа беа Таше Томовски и Пере Башевски, двајцата од село Јанковец Ресенско. Со препишувањето се почнуваше кога во затворот ке се изгаснеше светлото. Во нашата келија се спушташе жица со сијалица до самиот под. Се палеше ламбата. Јас и Васил легнувавме до неа. Светлото беше слабо. Околу седнуваа затворениците со ќебиња и на тој начин го затвораа кругот на светлоста. Васил диктираше без употреба на прирачна литература. По завршувањето на работата, ракописот му се предаваше на Кочо Битулјану. Тој беше одговорен за неговата сигурност. Битулјану беше направил специјално место под подот, каде што се криеше ракописот.